Собранието денеска не избра нов член за судскиот совет. Пратениците требаше да гласаат за еден од предложените двајца кандидати, Артем Ислами или Феузи Џафери, но точката за избор не беше разгледана на собраниската седница. Во меѓувреме се испразни уште едно место. Се пензионираше Павлина Црвенковска, предложена исто така од собранието, а нејзиниот мандат требаше да заврши во декември. За граѓанските организации кои ја следат работата на судски, испразнетите места не влијаат врз работата на Советот. Според нив, поголем проблем е слабата активност на телото кое унапредува и разрешува судии. Порано биле многу поактивни, се случувало да имаат им еднаш неделна седница, сега веќе може да кажеме дека имаат еднаш месечна седница и можеби траат по 2 дена, меѓутоа точките кои што ги разгледуваат апсолутно сметам дека се само оние точки кои што се врзани исклучиво со јасно предвидени законски рокови. Она што се останатите надлежности, зборувам значи за надлежности на судскиот совет, како да се занемарени. За реформа на судскиот совет на крајот од минатата година беше донесен и нов закон. Тој, како што објаснува експертската јавност, предвиден и за нови обврски, кои советот се уште не ги спровел. Невладиниот сектор подсетува и на усвоени стратегии кои останале само на хартија. Зборувам за програмата за антикорупција што судскиот совет во ноември месец ја донесе. Исто и во тој поглед не се гледаат никакви активности кои што кажуваат дека судскиот совет ќе има активна улога во борба против корупцијата. Кандидатите предложени од собранието според новиот закон за судски треба да имаат и препораки од уставни судии, универзитетски професори или адвокати. Зоран Јаневски, Сител телевизија.